Здраво и добро дојдовте во епизода 23 Wellcast with Јосиф, поддржано од Домови за стари лица Феникс. Имавме мал геп, односно простор помеѓу епизодите од оправдани причини, но еве не повторно назад онлайн и со многу интересна содржина, особено денеска. Имаме гостинка која што нема јас да ја најавувам сега, ќе си каже она која е, што е и што прави, но она што ќе зборуваме денеска е ќе зборуваме на теми поврзани со храна, енергетска вредност, нутритивни вредности, безбедност на храна, чување на храна и многу теми кои што можеби до сега не сте ги размислувале, но дефинитивно ќе побудат интерес и ќе ја кренат свеста за тоа како вие ја третирате вашата храна во секојдневието. Така да уживајте во ова денешна епизода, која што ќе биде отприлика околу 1 час. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, значи нема канал на кој што нема да може да ја проследите, тоа нека биде ваша одлука, а наша одлука ќе биде да донесеме супер содржина. Ана, ајде, добре дојде. И фала ти уште еднаш што ја прифати поканата. Доста, не долго, ама така, по некои 2-3 месеци имаше како направивме прв контакт, така. Но еве конечно го правиме овој подкаст и епизодава. Така. Ти благодарам на поканата. Да, имаше мал геп и договор околу моето присуство тука. Меѓутоа, благодарна сум ти за поканата и ќе ми биде драго да бидам твој соговорник денес. Да, едва чекам, пошто и мене темава ми е многу, јас сакам да дознам многу работи и прашањата кои што еве ќе ги разгледуваме денес е нешто што и мене лично ме интересира и верувам дека ќе уживаме и двајцата. Так. И секој што е редот, обично, еве, во сите епизоди, нели, гостинот треба да си земе време и да заедницава што го следи овој подкаст да те запознае, така да ја би ти дал еве време колку и да ти треба да ни кажеш која е Ана, што прави, зошто прави и како е изгледа нејзиното секојдневие. Така, Ана магистрираше на фармацевски факултет во Скопје. Од по магистрирањето се запиша на докторски студии. Малку и беше. Се запиша на докторски студии на Природно-математички факултет исто така во Скопје, на одсек биологија. Насока биохемиско-физиолошка. За време додека го спремав докторатот, се вработив на ветеринарен факултет исто така во Скопје, на Институт за храна, во лабораторија за аналитичка хемија на храна и храна за животни. Таму сум веќе скоро 10 години и работам како аналитичар во таа лабораторија. Добро. Да. Сега, таа лабораторија е единствена во државата која што е, да кажам, институцијата која што на крај ја носи конечната одлука за одреден производ и сите светла се кон вас свртени кога се зборува за храна, при увоз, при производство домашно можеби и така натаму. Да, во државата постојат повеќе лаборатории од овој тип, меѓутоа ние сме најголема национална институција, да кажам, бидејќи ние во склоп на Институтот за храна не е само мојата лабораторија, туку располагаме со поголем број на лаборатории, како што се лабораторија за микробиолошка анализа на храна, GMO, лабораторија за резидуи контаминенти, за анализа на сирово млеко, значи буквално ги офаќаме сите оние сегменти кои што се однесуваат на испитување на квалитет и безбедност на храна и сме најголема институција во државата за испитување во тој дел. Меѓутоа не сме единствени, постојат повеќе институции кои што се занимаваат со оваа проблематика. Ама технички претпоставувам сте најспремни. Па сега и со кадар веројатно. Не знам другите институции како стојат, меѓутоа можам да кажам за својата институција дека навистина работи кадар кој што е добро обучен, кој што постојано подлегнува на обуки до спремања на екстерни, одиме постојано на екстерни обуки до обучување и така натаму и можам да кажам за својата институција дека навистина кадарот кој што е тука е навистина спремен и знае што прави во својот дел. Јасно. И добро еве, како изгледа твоето секојдневие во смисла што точно ти во денот ти се случува низ работното место и што најчесто
е исходот од твојата работа? Така, значи јас во мојата лабораторија работам главно, да кажам, химиски анализи, поврзани со квалитетот на храната. Значи ние сме повеќе врзани со квалитетот на храната, другите лаборатории кои што се во склоп на мојот институт повеќе ја поддржува, да кажам, безбедноста на самата храна која што испитуваме. Секој утро добиваме налози работни кои што треба да бидат реализирани во текот на денот. Се однесуваат на производи кои што ги добиваме во самата лабораторија. Секој тип на производ се бара различни анализи согласно барањето на клиентот, на комитентот, на инспекцијата и така натаму во државата, и ние си пристапуваме кон тие барања. Гледаме што точно треба да се работи, почнуваме со анализите. Некои анализи траат пократко, некои анализи траат до недела дена, па и 2 недели. Меѓутоа главно гледаме веднаш да бидат сработени тие производи, бидејќи за да се зачува интегритетот на самиот производ и да не се наруши квалитетот на производот. Така што веднаш се почнува со анализа и работата ни е многу интересна и да кажам секој ден учиме нешто ново и ние самите. Затоа што секој ден се соочуваме со различни типови на производи кои што ги испитуваме и учиме нешто ново и ние. Така да особено у овој свет на консумеризам и толку многу секојдневно пласирање на нови производи, еволуција, точно. Знаеш, на пропаганда, на можеби на одредени трендови и слично. И верувам колкав е обемот можам да замислам на производи што поменуваат. Затоа што можеби у еден маркет ги нема сите производи кои што се застапени на македонскиот пазар. Нели секој маркет одлучува со кој производител ќе работи со кој добавувач, ама дефинитивно вие ги имате сите и сите на ваков или таков начин. Прошлен из вашите раце. Луѓето не знаат, меѓутоа се она што се јавува на полиците во маркетите, мора да помине некои одредени критериуми за безбедност и квалитет за да може да се пушти на пазарот. Ако не ги исполнува тие критериуми за безбедност и за квалитет, тогаш едноставно ќе се повлече од пазар и нема да постои повеќе додека не се регулира целиот тој процес на производство и зачувување на безбедноста на тој производ. Јасно. Сега вака имаме не е дилема, туку чисто од историски аспект ме интересира. Го спомна и сировото млеко. И прашањето ми е како, например, порано, така луѓето живееле и со самата стока во иста просторија. Можеле да имаат, можело директно така се молзи кравата или беволицата, се пие тоа млеко одма, некогаш можеби така условите у кои што немало фрижидери, немало буквално процесирање, обработка. И како се јавува потребата за сега да има одредени процедури и дали тогаш луѓето се соочувале со можеби проблеми во квалитет и безбедност на храна, но едноставно немале избор, или па нешто друго денеска наметнува да мора да има одредени процеси и процедури за следење на квалитет и безбедност на храна. Па знаеш, можеби не биле свесни дека подлежат на некој ризик, да кажам, од употребата така на сирово млеко или на што и да е од храна. Меѓутоа Па и месо, да, меѓутоа самата средина си го прави своето, знаеш, самата, како да кажам, веќе светот стана лудо место за живење, се почнува да се употребуваат голем број на автомобили, се тоа доведува до загадување на воздухот. Аеробните услови се не се како што биле порано и тоа сите тие тешки метали кои што се испуштаат од самите автомобили преку воздухот навлегуваат во почвата. Растенијата ги впиваат тие тешки метали од самата почва. Тие растенија ги јадат животните. И автоматски ги внесуваат тие, да кажам, контаминенти во самите растенија, ги внесуваат во својот организам. И сето оваа глобализација, поготово во изминативе години, ја наметнува потребата всушност да, испитувањата кои што се прават бидат константни, односно да не сме да се случи да се јават понатаму, труења, не сме да се случи да се јават некои присуство на некои контаминенти во самата храна и сето тоа наметнува потребата да се вршат испитувања континуирано. И вие правите испитување на контаминенти? Правиме, да.
резидуи контаминенти во храна, пестициди, антибиотици, тешки метали и така натаму. Еве на пример голем дел од нели стоката која што се одгледува кај нас на фармите, можеби и се третира со антибиотици и така натаму, меѓутоа сето тоа потоа се јавува како дел од млекото кој што после тоа нели кравите се мозат и така натаму и мора сето тоа да се испита за да се види дали е во граници на нормала за да се дозволи понатамошна употреба. И тоа значи дека практично вие во секое млеко или месо кое што го испитувате, гледате присуство на антибиотици на одредени можеби контаминенти, ама работата е дека се во дозволени граници? Па да, ние работиме според одредени правилници. Во нашата држава постојат одредени правилници по кои што ние се водиме. Ние не можеме да измислуваме дека нешто одговара или не одговара, туку си работиме по некои регулативи кои што ги издава Агенција за храна и ветеринарство. И тие се во согласно со европски регулативи и иако нештото се испитува, можеби да бидат присутни контаминенти во многу ниски концентрации, меѓутоа ако се дозволени по нашите стандарди, тогаш производот значи е безбеден за употреба, односно нели не ги надминува тие максимално дозволени концентрации во својот состав. Така да постојат голем број на регулативи по кои што ние се водиме, постојат посебни правилници за тешки метали, за пестициди, за антибиотици, за квалитет на храна, за микробиологија на храна и секој тип на производ си има точно одредени, на пример за месо има одредени правилници, за млеко има одредени правилници, за производи за растително потекло има одредени правилници, за вода, значи буквално за секој тип на производ кој што се конзумира, си имаме одредени регулативи по кои што ние се водиме. И ти, на пример, еве си мирна кога ќе видиш така, кога ќе се даде резултат на одреден производ и знаеш дека така има присуство на антибиотици, на контаминенти, на можеби така тешки метали, не знам, кои што се во дозволени граници. И ти би си мирна, на пример, да би го консумирала тој продукт? Па, како е, што е, знаеш како, не можеме... Ме интересира твоето лично... Да, не можеме да избегнеме се. Значи, Апсолутно. и самиот воздух што го дишаме е богат со така со тешки метали и така натаму, поготово во Скопје сме тотално обкружени со Во ладните месеци, да, дебака. Да, точно, и не можеме да го избегнеме сето тоа. Ако сето тоа ги задоволува стандардите на нашата држава и сето тоа знаеме дека е во дозволени некои граници, не би требало да представува проблем за целокупното население. Стерилно месо, стерилно млеко, стерилни производи не можеме да имам. Нормално, не е возможно. Треба да бидат се во некои дозволени граници на отстапување за да може да бидат конзумирани од самото население. Па и од нас, нели нормално. Да, баш супер, мислам супер што го кажа ова, пошто и мене и на многу луѓе ќе им помогне ова што го кажа. Точно. Ради тоа што живееме во време на интернет кај што премногу некојаш се оди у фанатизам и пропаганда на нели пази на ова содржи ова, ако што кажа, не можеш да живееш у стерилен свет. Не можеме да И живееме. не е ни можеби и здраво да живееш комплетно во Точно, стерилен свет, точно. пошто како ќе препознае, ќе знае организмот Точно. кој му е непријател, да има спаринг партнер, да тренира и он, нели, Точно. отпорност Така е, и така така е, натаму. Барем, така. тоа била некоја моја филозофија, затоа што буквално ти да живееш у стерилен свет треба да ништо друго у животот не работиш и да си посветен на тоа да дури сам да ја произведуваш храната, Точно. што нема да ја најдеш. Не можеш да ја контролираш. Значи, Не можеш. надворешните фактори никош не можеш да ги контролираш. Може само нели да едноставно да правиш она што е најпотребно, да знаеш дека сето тоа е безбедно за употреба и да го конзумираш. Знаеш како ќе ми кажа така, не знам, здрава храна, органска храна, сето тоа е супер. И јас и конзумирам и верувам во сето тоа. Меѓутоа, органска храна нели треба да подлегне под низа испитувања, да знаеме дека нема присуство на такви пестициди, ниту тешки метали, ниту ништо од сето тоа, за да може да се декларира и таа храна поминува низ низа испитувања, за да може да се декларира како органска храна. И А што е, Според мене- еве, твојот став во поглед на тоа, на органска храна или конвенционална храна, знаеш, дали квалитетот на органска зелка и конвенционална зелка е
е драстично различен, знаеш, затоа што цената е драстично различна. Да, знаеш како оние производи кои што добиваат сертификат дека се органик, дека се органски, подлегнуваат на поголем број на испитувања за да можат да го добијат тој сертификат дека се органик. Меѓутоа и она што се употребува во секојдневното конвенционално или производство и употреба од целокупното население, повторно поминува низ некои одредени испитувања за да може да се утврди неговиот квалитет. Ние постојано соработуваме и со Агенцијата за храна и ветеринарство и со компетентни странки кои што се независни, за да може да го утврдиме или да утврдиме таа безбедност на сите производи кои што главно се конзумираат од страна на населението. И сега за да ти одговорам на твоето прашање, верувам дека постојат некои одредени разлики во однос на конвенционалното производство и органското производство, меѓутоа и она што е конвенционално повторно подлежи на некои одредени испитувања за да може да се потврди неговиот квалитет. А нутритивно имаат голема разлика? Во калориска вредност, не знам, протеини, јаглехидрати? Не може да имаат голема разлика, бидејќи зелка е зелка. Марула е марула. Мислам, во однос ако е созреана и ако е... Да, во однос на нутритивниот сустав обично не се менува. Нутритивниот сустав зависи од типот на производ. Дали е зелка, дали е марула, дали е низна пиперка, дали е некој сувомеснат производ и така натаму. Зависи од типот на производот. Во однос на такви, да кажам, производи кои што се веднаш достапни од природата, нема некоја промена во однос на нутритивниот состав. Добро. Сега ме интересира друго нешто во однос на, знам дека испитувате во лабораториите рок на траење на одреден производ и било кој производител така може да ви приде и да рече ве молам видете одредете ми кој е рокот на траење на производот. Што подразбира кога ќе погледнам јас на одредена етикета која ќе пишува употребливо до. Што значи до тој датум? И зошто не после тој датум не треба да го јадам тој производ? Да, знаеш, вака, има многу фактори кои што влијаат на рокот на употреба на самиот производ. Ние во нашата лабораторија за микробиологија вршиме такви испитувања, тоа се многу специфични, таа е многу специфична проблематика која што ние ја имплементиравме. Точно треба да бидат условите строго контролирани, за да може производот, температура, влажност, денови на изложеност на тој производ на одредени такви услови, на расипување, да кажам. И ние точно на одреден временски период го ставаме тој производ во строго контролирани услови и точно на одреден производ испитуваме неговата безбедност и квалитет. Односно како микробиолошката контаминација се зголемува со текот на тие изминати денови и како квалитетот на производот се намалува. Така да тоа се специфични анализи кои што ги правиме во самата лабораторија и кога ќе дое момент на производот да ги помине оние безбедносни граници, како што кажав претходно, кај што веќе нема да ги исполнува условите за безбедност согласно нашите барања во самата држава, тогаш рокот на употреба на производот се декларира како 10, 15, 20 дена и така натаму. Меѓутоа што е со производи кои што имаат рок на употреба година, 2-3. Обично тоа го прават самите производители, каде што согласно оние суровини кои што ги употребуваат за производство, ориентационо го одредуваат рокот на употреба на самиот производ или самите си имаат одредени складишта каде што одредени серии, односно лотови од производот ги ставаат во услови кои што треба во кои што треба производот да се чува и ги подлегнуваат на процес на старење. Така најчесто е најлесно да се одреди еден рок на употреба на производ. И сега, зошто тоа се става на производот? Затоа што производителите мора да се заштитат самите себе си. Затоа што ти ако го употребиш тој производ до тој датум, он одговара за квалитетот и безбедноста на тој производ. Ако ти го употребиш на своја одговорност после тој датум, не може да одговара дека производот ќе биде безбеден, одговорноста е твоја. Добро, ама кои се шансите дека ќе се случи нешто? Зависи од типот на производ. Каде е најпроблематично? Месо, риба? Не би можела да знам, меѓутоа сметам дека оние производи кои што се по-сурови, да кажам, кои што не се термички обработени, или производи кои што имаат пократок рок на траење, кои што се полесно расипливи, или производи кои што има многу влага, како што е месото, млекото, млечните производи, можат многу полесно и многу побрзо да се расипат и нормално употребата нивна нема да биде добра ако помине рокот на употреба. Меѓутоа, ете, пак ќе кажам дека самите производители се заштитуваат со ставање на тие рокови на употреба. Сега, постојат и производи кои што се конзервирани, каде што исто така постои рок на употреба,
и самата амбалажа може после тој рок на употреба да има влијание врз самиот производ. И токму затоа и производителите нели постојат многу производи каде што е специфично за секој тип на производ и не може да се даде едно конкретно мислење за тоа нели колку рокот на траење има влијание на самиот производ, туку нели состава, па и органолептички, ако ти го пробаш производот и не ти е вкусен и гледаш дека има некои промени во самиот нели вкус, нема да го конзумираш. Јасно. Не, знаеш, на пример, јас имам практика, пошто дома ќе купиме на пример јогурт, да речеме. Добро. И ќе го отворам и и може, знаеш, да се случи да не го испиеме во рокот во кој што е предвидено од различни причини. И не секогаш го фрлам, затоа што, знаеш, ќе го отворам, ќе го мириснам, ќе го пробам, ако не ми прави, знаеш, ако осеќам дека уствари не е ништо, ниту со вкусот, знаеш, да нагорнува или да скиселува или да мириса лошо, продолжувам да го пијам и до сега сум имал окей искуство, сум немал проблеми. Пак ќе кажам, тоа е ориентационо ставено од самите производители или врз база или врз база на некои анализи претходни направени за да се одреди барем нели 4, 5, 6 дена. Меѓутоа, ако е на пример до вчера, ти денес си го исконзумирал, не мора да значи дека ќе добиеш веднаш тровање. Меѓутоа, и органолептички ако тебе не ти е убаво на мирис, на вкус, нема да го конзумираш. Ако е во ред, тогаш не би требало да има никаков проблем. Пошто и конкретно еве, ако не се лажам, во Италија, не знам во која европска земја имаше има еден многу иновативен бизнис се вика Too Good To Go. И тоа значи они собираат од маркети продукти со поминат рок, овошја, зеленчуци, меса, млечни, значи буквално се. И таа храна дали ја даваат за бесплатно или за многу ниски цени на луѓе кои што можеби се во социјални ризици и веројатно, знаеш, тоа е сепак на крај на денот одлука на купувачот дека ќе ја купи таа храна на своја одговорност. Иако верувам дека и самиот бизнис најверојатно прави некој, знаеш, дополнителни проверки дека одреден производ мора да прави. Мора затоа што ако глобално се добие некое труење од употребата на тој производ, после одговорноста ќе биде многу голема. Сигурна сум дека прават некои дополнителни испитувања, можеби правеле претходно пред да се нели започнат со оваа постапка, за да бидат они сигурни дека сето тоа што населението ќе конзумира е нели е па окей за употреба. Јасно. У контекст на ова има една на замрзнати продукти, често знае да пишува еднаш откако ќе се одмрзне да него презамрзнуваш. И од секогаш ми било дилема и прашање зашто што ќе се деси ако го презамрзнам уште еднаш. Пошто, знаеш, која е логиката позади тоа и што е уствари ризикот ако одреден замрзнат производ кој што го купуваш веќе од маркет ти се одмрзне и пак го замрзнеш. Така. Обично тоа се специфични производи кои што имаат голема содржина на влага во себе, а влагата е основа за развој на микроорганизми. Поготово кога го чуваш и на повисока температура, обично кога се одмрзнува се чува на повисока температура, а микроорганизмите знаеме дека се размножуваат на повисока температура, затоа и самиот производ, тоа се обично најчесто риби, месо и така натаму. Обично затоа се вели веднаш да се употреби за да се спречи таа да кажам на микробиолошка контаминација на самиот производ, затоа што ти кога го замрзнеш повторно, ќе се спречи можеби повторна развојот на микроорганизми, ама веќе месото нема да биде со ист квалитет. И нема да биде доволно безбедно за повторна за реупотреба. Затоа и обично на тие производи се вели некои подлежуваат и на оксидација, значи различни хемиски процеси во самите нели производи кои што се случуваат. Затоа и се вели веднаш да се употреби за да не мора да нели да се изложат корисниците на така дополнителен некој ризик од употреба на тој производ. Јасно. Дали доаѓаат, тоест не дали доаѓаат луѓе, доаѓаат, тоа се бизниси и компании кои што сакаат за својот производ да проверат енергетска вредност, нутритивни вредности. До каде вие може да одите со испитување на нутритивни вредности? До кои се нутритивни вредности може да испитувате одреден производ? Пошто нели ти можеш да одиш со табела до се што постои како
како нутритивна вредност. Кажав и претходно дека не измислуваме ништо, дека работиме согласно наши правилници и регулативи во државата. Од 2015 година навака има регулатива по која што се водат скоро сите производители на храна, каде што се вели дека секој производ, поготово нов производ кој што се пушта на пазар, мора да има таква нутритивна таблица на самиот производ. Сега во тој правилник си постојат точно одредени параметри кои што мора да стојат на самата таблица и некако што се опционални. Тоа е во зависност од самиот производител што сака дополнително да стави на самата таблица. Меѓутоа постојат одредени параметри кои што мора да стојат на самата таблица. Ние тоа го правиме, тоа е моја специјалност да кажам, во самата лабораторија, го правиме секојдневно. Значи доаѓа производ кој што е нов или пак веќе постоечки производ, меѓутоа има некои промени во однос на производствениот процес, промени во состојките и така натаму и мора да се направи нова нутритивна таблица. Ние сме акредитирани буквално за се во нашиот институт и работиме од протеини, масти, заситени масни киселини, незаситени транс, јаглехидрати, шеќери во производот, сол, присметка на килокалории, килоџули на 100 грами производ, целулоза, растителни влакна и така натаму, влага во производите. Тоа е во однос на нутритивната вредност на самиот производ, значи можеме буквално да одредиме се. Никогаш самите странки бараат да се утврди присуство на различни типови на шеќери кои што се застапени, дали е само сахароза, дали има глукоза, фруктоза, малтоза и така натаму. Го правиме и тоа дополнително. Од заситените, од масните киселини можеби сака да добијат некој профил, ако веќе одиме во сегменти, обично тоа станува збор за масти, масла, знаат, нели, за маслиново масло, сончогледово масло и така натаму, знаат да побараат кој е соодносот во однос на самите масни киселини, значи буквално се оди до крај во однос на испитување на нутритивните анализи и им се дава сертификат врз основа на кој самите производители си прават согласно нели добиените параметри и резултати си прават нови опаковки со таа нутритивна таблица која што ние им издаваме и плюс издаваме сертификати на англиски и на албански јазик за да може да се прави извоз во странство. Јасно. А како изгледа да испиташ производ, знаеш, како изгледа процесот за да дознаеш ова колку калории има? Постојат повеќе параметри кои што влијаат на енергетскиот состав на самиот производ. Главни параметри се протеините, мастите, јаглехидратите и целулозата. Од нив зависи енергетскиот. Вие уствари ги барате тие параметри? Ги испитуваме прво сите параметри, па потоа присметковно дознаваме која е калориската вредност на 100 грами на производ. Обично така се изразува, или кога гледаш на самата нутритивна таблица толку и толку килокалории кроз толку и толку килоџули кроз 100 грами. Тоа е она на крај што се добива како сума сумарум на сите она претходно испитано. Обично е потребно околу недела дена до 10 дена за да се извршат сите тие анализи, бидејќи бараат повеќе време. Секоја метода е засебна, е сама за себе и си бара големо внимание. Никогаш кога добиваме резултати во кои што можеби нешто ни манка, ни е како што треба, секогаш ги сработуваме уште еднаш, си додека не бидеме сигурни 100% дека нели сме добиле точна вредност за самиот производ и дека тоа што го даваме како резултат си е како што треба, си е валидно и тоа се тие главни параметри кои што влијаат на добивање на енергетската вредност на крај, да кажам. Јасно. И нема значи палење, горење и такви работи да видиш што енергетската вредност нели е. Мислиш како калориска она бомба што порано се правело. Тоа е сега малце пософистицирано. Да. Не е така како што било порано, туку се испитуваат прво сите параметри кои што стојат на нутритивна таблица и потоа врз основа на нив се прави само калкулативно, нели се пресмитува. Вие значи уствари кога некој доаѓа да испитува производ, му ги барате, носи исто и суровини кои што ги употребува? Може на што сака. Или можам и без суровини, добар ден, ја сакам да го испитам. Готов производ. Најчесто се готови производи затоа што на нив им треба нутритивни таблици да стојат пред да се пушти во маркет, пред да се пушти на пазар, си бараат нутритивни таблици, ние тоа го сработуваме, меѓутоа освен нутритивните имаме и други анализи кои што ги правиме, обично бараат и микробиолошки анализи за да се утврди прво дали производот е безбеден за употреба. Нели? А потоа нутритивни таблици некои бараат и пестициди, контаминенти во храната. Значи буквално можеме да направиме анализа комплетна на еден производ кој што се носи кај нас на институт. Ако е за извоз, производот наменет за други држави, дали станува збор за Европа или станува збор за светот, самата држава каде што они извезуваат си бара
се дава посебни спецификации и ние знаеме врз основа на тоа, односно странките знаат врз основа на тие спецификации кои што им ги бара увозникот таму, да си бараат соодветни анализи. Не мора да значи дека е само нутритивни. Може да бидат и други анализи кои што се бараат. Значи генерално може и да си дојде и физичко лице кое што така има намера, не знам, да купи сирење 10 канти и да го испита, или мед сака годишно да си земе, не знам, 100 кила и слично. Може, и да, слободно. да донесе да го испита може. дали е И имаме вистински мед секојдневно, или да, имаме секојдневно странки физички лица кои што се доаѓаат и кои што си бараат одредени анализи, ако не знаат во моментот луѓето што би било потребно, ние ги советуваме. Најчесто им кажуваме што би било она што е најспецифично за да се утврди квалитетот и безбедноста на самиот производ, за да не мора да се сносат и со големи материјални трошоци за да го направат она што е најнеопходно, а да добијат повторно релевантен резултат за да може да си купат понатаму се што сакаат да купат. Јасно. Ана, дали испитувате адитиви, емулгатори во храна или тоа е нешто што до него, мислам, не ви е... Испитуваме. Добро. Испитуваме голем дел од нив. Значи постојат илјадници адитиви кои што се додаваат во храната, знаеме и сите. Испитувате затоа што постојат и небезбедни? Вака, самиот... Пошто знам дека нели Светска здравствена организација, FDA, EFSA имаат Red Flags, односно нели одредени емулгатори и адитиви знаат да ги означат како небезбедни. Да. И не ги дозволуваат. Дали од таа потреба ги испитувате или општо ги испитувате ради тоа што треба за производот да се знае дека ги содржи тие и тие во тие и тие количини? Така, треба по нашите регулативи, кои што се во согласност со европските регулативи, да, има точно во самиот правилник за адитиви, огромен правилник за адитиви, затоа што постојат илјадници на адитиви, се поделени во подгрупи. За секој тип на производ постои посебна група на адитиви кои што може да бидат застапени во точно одредени концентрации во самиот производ. Доколку ние најдеме дека некој адитив е застапен во производот, а не е дозволено, тогаш нели си даваме да кажам мислење, односно резултат дека е застапен, ако тоа е по побарувачка на дали на инспекцијата, дали на странки, дали на комитенти и така натаму, си даваме дека да е застапен во тој производ, а реално не треба да го има. Тогаш да, меѓутоа најчесто испитуваме адитиви кои што се дозволени да кажам во самиот производ да ги има, меѓутоа во точно одредени концентрации. И повторно, ако тие истите адитиви, дали се конзерванси, засладувачи, вештачки бои, подобрувачи на вкус, мирис, конзистенција и така натаму, ако се даде дека се во повисоки застапени концентрации, тогаш веднаш се апелира, се алармира и за да се намали при производствениот процес да се намали нивната употреба, бидејќи самите адитиви колку и да се добри влијаат на зачувување, имаат различни улоги. Некои се за зачување на свежина, за подобрувачи на вкус, вештачки бои кои што може да бидат застапени во одредени производи, засладувачи наместо шеќерини или се користат засладувачи кои што имаат помала калориска вредност од шеќерите, па ако сакаат производителите да произведат производ кој што ќе има пониска калориска вредност, обично ги употребуваат. Меѓутоа сето тоа треба да биде во точно одредени концентрации, бидејќи истите тие адитиви можат негативно да влијаат на самиот производ ако се употребат во повисоки концентрации. Еве на пример за виното, пошто испитуваме и вина, сме една од оние лаборатории во државата кои што испитува вино. Например, СО2, сулфур диоксид се користи како адитив во самото вино за да се спречи оксидација и расипување на вино. И во црвено и во бело? Да, и сме прочитале содржи сулфити. Така е. Така е, на самата декларација тоа се додава, меѓутоа да, тој влијае на подобрување на својствата на самиот краен производ на виното, а меѓутоа ако се употреба во поголеми концентрации, дава еден горчлив, опор вкус на виното и нема да биде убаво за употреба. Затоа си мора да биде во дозволени концентрации за да може им да се зачува безбедност и квалитетот на производот, да се подобри неговиот квалитет, им да не влијае негативно на крајниот производ. Јасно. И кој е твојот став, еве, за кога ќе видиш на етикета дека одреден производ содржи адитиви и емулгатори, се плашиш, го избегнуваш? Знаеш како секој производ кој што или читаш можеби кои конкретни емулгатори ги содржи или адитиви, па викаш окей, ова е окей. Или не одиш во таа стерилна игра, не идам во таа стерилна игра, искрено. Прво, второ, не постои производ кој што е на полица и кој што е спакован и краен производ кој што не содржи никаков било каков адитив, макар и еден.
да бидеме реални. Значи, дали па е што тоа значи на сол, етикета која ќе дали е стават? тоа- Сол, окей. Дали е тоа сол, дали е тоа шеќер во мармаладите кој што се доздава како конзерванс, кој што има Окей, влијание. ставаат на етикета нема вештачки адитиви. Нема вештачки адитиви затоа што тие се делат на адитиви од растително потекло, животинско потекло, минерално потекло и синтетички адитиви. Тоа не значи дека нема никаков адитив, може да има само синтетички адитиви. И самиот шеќер е конзерванс, да кажам, релативно со лимонската киселина и така натаму, што се додава во мармаладите. И солта кој што се додава во суомесните производи и така натаму е некој вид на адитив од природно потекло. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе го наруши квалитетот на производот, не можеме осеб да се заштитиме скроз. А и нема потреба, реално. Ако е сето тоа исконтролирано, ако е сето тоа поминато низ еден куп анализи претходни, ако дошло во маркет и е безбедно за употреба, јас не сум нели фанатик дека сето тоа мора да биде, не знам, Клин. Клин, затоа што не може да наеш клин продукт. И дали е во, еве, твојата лична филозофија, дали е во ред, например, човек физички активен во неделата, запазува калориски внес, протеини, јаглехидрати, масти во баланс, пие доволно вода, тоа значи дека и улетувањето на адитиви емулгатори нема да направи реално ништо не би требало да штета. точно. Знаеш како мора да Затоа има што баланс. Многу онака тоа што го гледам, живеат луѓе во страв. Ова има ова, ова има ова. Да. И се летаме по етикети кои што пишува no palm oil, no GMO, no ова, Да, no она, да, знаеш, да, некако, да. кога се Бомбардирани сме од информации, премногу информации на а немаме етикетите. доволно може знаење. А немаме доволно знаење. Например, еве сега во последно време глутен фри или ова што е, пошто многу луѓе се алергични на глутен и затоа всушност се става и дека е глутен фри за да може човекот да ги сконзумира доколку е алергичен на глутен. А меѓутоа, знаеш како ставаат на производи кои што реално не може да содржа глутен, ставаат глутен фри. Тука од маркетиншки аспект малку можеби се преувеличува, затоа што еве сега на пример се случува на оцети, на зејтини и така натаму, нешто што стварно не може да има глутен, да ставаат глутен фри. И тоа ми е малце банално, затоа што и маркетингот си има влијание, меѓутоа јас не сум, ако ти водиш балансиран живот, 6 дена во неделата, 7 ден дај си оддишка на себе и едноставно уживај малку во животот, нели? Да. Вежбање, исхрана, допиење доволна вода, доволна течност и така натаму, сето тоа си има влијание врз целокупниот организам на крајот денот. Така да јас лично и си приуштувам задоволство и сите ние сме луѓе треба да си приуштиме задоволство во однос на исхраната. Ја пак ја кажам, ако ти Не живееш со вина затоа што си изела производ кој што има адитив. не можеш. И да сакаш не можеш. Така да пак ја кажам, не можеш да живееш во една стерилни услови каде што ќе живееш, пак ја кажам така, стерилно одвоено од целата популација, од целокупната средина, бидејќи ќе ти издосади во се Па да, некој и време. најверојатно ќе развиеш лош однос со храната, можеби нарушување Да, одредено, пошто тоа е многу добар. Еве имав Антонио Велковски, нутриционист, ми беше гостин на еден подкаст, зборуваше за тоа дека, знаеш, таквите чекори водат кон најверојатно нарушување во исхраната, затоа што ќе створиш лош однос, ќе почнеш од Така се е. да се плашиш, Така цело е. време да си пресметан, кога ќе изедеш нешто што не треба да те фати паника, па да идеш да повракаш, знаеш, Така е. тоа е веќе нарушување на риzik. ментално нарушување Така е. на личноста. Сега да не навлагаме, тоа е многу Да, широка не тема. не ти е специјалност. Да, меѓутоа читам доста и по психологија и така натаму и сето тоа има влијание и на менталната свест на самиот човек. И сметам дека не треба да толку идеме во ситници за да избегнеме се. Пак ја кажам, имунитетот на човекот не се гради живејќи во стерилни услови. Имунитетот на човекот се гради конзумирајќи можеби повеќе типови на производи, не избегнувајќи се, за да може едноставно организмот да се сноси со тоа и да се бори, да биде многу поспремен. Кога ќе биде изложен на да кажам по лоши услови, да биде и спремен самиот организм. Јасно. Амбалажата е исто така фактор кој што влијае на квалитет на производ, на безбедноста негова. Да. Што е, постои ли градација, хиерархија по која што може да ја гледаме амбалажата според влијанието врз безбедноста и квалитетот на храната, од типот, одреден тип на пластика, метал, стакло и така натаму. Така. Или во зависност од типот на храната,
постојат и подобри Различни или полоши видови, да. начини за Знаеш, чување. амбалажата е една од најбитните фактори всушност за задржување на безбедноста на производот и квалитетот на производот. Ти да го произведеш тој производ супер, без присуство, нали, микробиолошки безбеден, со одреден соодветен квалитет и така натаму. Ако амбалажата на крај не ти е соодветна, може да го наруши комплетно квалитетот и безбедноста на производот. Затоа се обрнува многу големо внимание, поготово последниве години, на амбалажата на самиот производ. Постои посебен тип на амбалажа за секаков тип на производи, значи не може, нели, имаме конзервирани производи, производи спакувани во алуминиумски фолии, производи спакувани во стакло и така натаму. Меѓутоа се обрнува доста големо влијание на самата амбалажа која што се користи, бидејќи после извесен период можат самите чистички од амбалажата да влијаат врз и начинот на чување исто така има влијание. Бидејќи ако ти еден одреден производ чуваш на висока температура, треба да се чува во фрижидер, тогаш ќе има можеби миграција од самата амбалажа во составот на производ, односно во самиот производ и да го наруши квалитетот и безбедноста И на од која производот. конкретно еве амбалажа може да има миграција на Веќе во последно време, знаеш, оние тетрапак сокови кои што ги пакуваат во хартијани, буквално тетрапак сокчиња што ги конзумираме. И тоа е обично надвор е хартија, а внатре е како фолија или некоја како најлон да кажам. И во последниве години, значи, мора оние бои кои што се користат за означување на производите, за надписите и така натаму, да бидат прехрамбени бои. Не знам дали се знае. Не. Да, сите оние бои кои што се користат на самата амбалажа се прехрамбени бои. Па дури и при несоодветни услови да мигрира, да кажам, делот таа боја и така натаму во самиот производ, да не го наруши толку квалитетот и безбедноста на самиот производ. Тоа е во однос на, да кажеме, тетрапак амбалажи. А како мигрира? Поради температурна разлика, влијание или Различни едноставно фактори затоа што има. стои долго? Различни фактори има. Например, соковите се изложени и ако се чуваат во прозирни шишињи на процес на оксидација на витамин С и така натаму. Затоа се чуваат и во тие тетрапак заштитени од светлина. Аха. Ме разбираш, се има влијание, се надоврзува едно кон друго. Оние конзервирани производи, туни, конзервирани грашок, пченка и така натаму, подлежат од кога ќе се нели ќе се сформира таа лименка, да кажеме, одnosno ќе се конзервира производот, подлегнува на процес на автоклавирање на висока температура, за да се стисне воздухот од тој производ, бидејќи воздухот, аеробната средина е основа за развој на микроорганизми. Значи се си има само влијание. И сега ако тој производ е супер зачуван, односно е супер, нели, се е произведен по точно определени услови, амбалажата е соодветна, направена и така натаму, ако се чува во нормални услови како што треба, како што е наведено на самата декларација, не би требало да има проблем во однос на, нели, во согласност со рокот на траење на производот. И затоа и се пишуваат, и пак се навраќаме на почетокот, и тие рокови на траење на самиот производ се наведуваат на самата амбалажа, затоа што во тој период на рок на траење самиот производител има направено претходно испитување како би влијала и амбалажата и условите на чување на производот на крајниот рок на траење на производот. И затоа, например, некои производи кои што се конзервирани имаат можеби подолг рок на траење, бидејќи поминале процес на автоклавирање, на истиснување на воздухот и така натаму, за да може да се зачува повеќе подолго време и квалитетот и безбедноста на производот. Самото чување е исто така битен фактор на производите. Ако ти малце подотвориш лиминката или ако сокот го држиш отворен подолго време, тоа значи дека тој веќе подлегнува на процес на веќе навлегол воздух, на аеробната средина е основа, пак ќе кажам, за развој на микроорганизми и така натаму, и веќе немаш да влијаеш тука на безбедноста, односно не знаеш кога би се расипа, колку брзо би се расипа. Добро, а пластика, дали, мислам, као еве, многу се зборува за пластика, се крева фама од една страна затоа што премногу создаваме ѓубре како човештво од пластика. Многу вода се чува во пластика, многу различни продукти се чуваат во пластика. Дали од пластиката може да мигрираат соединенија во продуктот? Или е тоа ред, мислам, невозможно? Се случува, може би поретко, меѓутоа самата пластика која што се користи веќе подлегла на некој, да кажам, соодветно испитување, каде што повторно се утврдила брзината на мигрирање на частичките од пластиката. Тоа е најчесто тип на пластика која што е безбедна за употреба за храна, за чување на храна, односно вода,
пак ќе кажам, сокови се чуваат исто така во пластика, така во пластични шишиња. Така да сето тој состав на самата амбалажа е претходно испитан не еднаш, не два пати, 100 пати и се утврдил степенот на миграција на частичките можеби од пластиката кон производот и е утврдено дека навистина е безбеден за употреба тој тип на материјал, за тој тип на мирница и затоа и се користи во денешно време. Јасно. А еве на пример ти дома, готвиш нешто така или ти останува остатоци од храна кои што подлежели на допир на вилјушката, нели, допир со устата и е одлично одлични предуслови за развој на микроорганизми. Како ти ја чуваш храната која што можеби ти останува од одреден оброк или можеби ја готвиш па ја оставаш за во текот на неделата да ја јадеш? Обично не чувам храна, или ако чувам во стакло најчесто, бидејќи е најспор процесот на миграција во стаклените, да кажам, амбалажи, или замрзнувам. Тоа ми е најбезбеден начин за чување на храна. Бидејќи таа ниска температура не дозволува развој на микроорганизми и после тоа само оставам природно да се одмрзне самата храна и си ја конзумирам. Има и една, мислам дека полека тој исчезнува, се не знам, мислам не следам дали исчезнува, ама имаше и се уште постои стравка одредени луѓе за подготовка и притоплување на храна во микробранова печка. Дали е опасно да топлиш храна? Па сега не знам колку е опасно, јас користам секојдневно. Велат дека не е као безбедно затоа што зрачењето е многу големо од микробрановата и така натаму. Меѓутоа сметам дека се користи комерцијално веќе долг период. Можеби не е најдобра опција. За да се утврдело дали е небезбедно, можеби или безбедно. Па да ти кажам искрено не знам, меѓутоа гледам дека комерцијално многу се користи и јас го користам како побрз начин на подготовка на некој производ или некој пијалок или било што. Порано мислам дека имаше поголема фама во однос на користење на микробранови, дека не сме да се користат затоа што зрачењето било повисоко и така натаму, не било безбедно, не било здраво. Не, ја користам, им е многу практично решение и напротив, мислам и генерално нема и студии што се спроведувани. Веруваме дека не сум видел дека има некаков ризик затоа што изворот на топлината е друг, не е надворешен, туку се создава внатре во продуктот. И верувам дека веќе процесот на производство на тие микробранови печки е многу поразличен од претходно, каде што се зачувајте се зачува интегритетот на производот. Па да, веројатно опасно би било ако излезе тој бран надвор од печката. Па можеби да, ама тоа е толку висока температура што се развива така да има нешто тоа се уништува. Не би требало да има никакво штетно влијание, да кажам. Дали ти лично имаш твоја следна цел? Еве во развојот на кариерата и дали ќе гледаме одредена следна титула? Или доста ти е до тука? Не знам, искрено. Сега за сега сум тука. Ама шо ти еве, која размислуваш над доедукација или усовршување, што ти е тоа што ти прави еве пеперутки, што ти е Можеби постдок. Што е тоа? Постдокторски студии. На која тема? Па би било нешто врзано наверојатно со квалитет и безбедност на храна, бидејќи толку многу се насочив на ова поле последниве 10 години. Едноставно ми стана на задоволство, знаеш, и сега доаѓаме во ситуација понекогаш да се случиме со некои побарувачки од страна на инспекција, од страна на клиенти и така натаму за некои типови анализи кои што досега не биле побарувани, бидејќи европските регулативи се менуваат постојано, секоја година нови испитувања се бараат. И ние сме ставени во една ситуација каде што мораме и ние да се надградуваме, за да можат тие методи да се воспостават кај нас во мојата институција. И некако мене ми е предизвик, знаеш, сето тоа барање на нови анализи, воспоставување на нови методи, сето тоа ми е секојдневен предизвик. До сега имаме акредитирано еден куп методи, многу методи во целата институција, меѓутоа предизвик ми е и се гледам себе си можеби во имплементација на нешто ново, нешто што првпат се воведува во нашата држава, каде што не само јас, туку и цел мој тим на луѓе и сите ние во самата институција би работеле можеби заедно за да
ете имплементираме нешто ново. Обично секогаш кога се бара нешто, гледаме да сме први во имплементација на нешто кое што нели гледаме да го воспоставиме тоа како што треба, правиме еден куп испитувања и сето тоа е она што мене ме мотивира, можеби за да работам повеќе. Сето тоа што би влијаело на целокупниот наш живот, бидејќи ние се грижиме за луѓето индиректно. Нели? Ние се грижиме за здравето на луѓето индиректно и сето она што би можело да помогне, мене ми е предизвик, а и на сите мои колеги ни е предизвик за да може да го воспоставиме во лабораторија, да го сработиме и да знаеме дека нели сме направиле нешто плюс за да се потврди безбедноста на храната која што цело население ние ја конзумираме. Јасно. Ми доеса уште едно нешто на памет. Дали доаѓаат производители и луѓе кои што можеби ќе донесат масло за јадење и дали може да му одредите не знам температура на која што оксидира и температура на која што веќе не би требало да биде изложено и веќе е небезбедно за користење. Обично температура не е, бидејќи сите масла знаеме дека имаат соодветна температура на која што се чуваат. И тоа е фиксно. И тоа е обично фиксно. Меѓутоа постојат параметри кои што го утврдуваат квалитетот на маслото, на пример тоа е пероксидниот број, кој што ни укажува на степен ужигнатост на маслото. И преведи ми го. Ужигнатост и расипаност на маслото. Аха. И сега има посебни, ќе кажам, нели процедури и правилници по кои што ние се водиме. Постојат различни степени на толеранција, да кажам, во однос на квалитетот на тоа масло. За нерафинирани масла е една толеранција, за рафинирани е друга толеранција. Ако видиме ние дека преку тој испитан параметар маслото го надминува лимитот на дозволена, да кажам, дозволена не ужигнатост, меѓутоа дозволен како се вика дозволена расипливост некоја, тогаш велиме дека маслото нели не е добро за употреба и дека почнало степен на расипување и дека не може повеќе да се конзумира. А се што е под тој лимит, значи дека маслото е свежо, дека е тазе произведено, дека е чувано добро и во соодветни услови и може понатаму да се конзумира. Така да доаѓаат различни типови на производи, различни типови на анализи и дали Агенција за храна и ветеринарство кај вас ги испитува производите? Или они си имаат своја друга лабораторија? Зависи. Знам сега кога ги зборевме маслата, знам дека имаше нели една драма со путер пред некоја година дека нели најдоа путер со не знам што, помина трок или расипан или појма немам што беше. Така. Обично ние сме сензација го пласира. Да, обично ние сме главна национална лабораторија која што врши испитување, меѓутоа пак ќе кажам не сме единствени кои што тоа го прават. Прават и други државни институции вакви испитувања. Се зависи. Постојат различни типови на инспектори. Да, и вие никого не одбивате ако побара да се испитува. Нормално, тоа е наша проблематика, тоа е наша работа и ние тоа секојдневно го правиме. Така да тоа е оно со кое што ние се занимаваме секој ден. Супер. Ана, ми летна време, скоро веќе сме еден саат у етер. Да, помина. Ти реков дека ќе ти летне време. И уживав, ете си дознав и ја некој работи, верувам дека и луѓето кои што ќе го следат овој подкаст ќе дознаат, тоа сум убеден, и дека ќе ги инспирираме или можеби растерете ми од стравови во врска со исхраната, затоа што денеска е многу и порано кога ги водев школите зборувавме за тоа дека луѓето е поважно да одучат нешто поврзано со исхраната отколку да научат, затоа што знаеш доволно регулативи постојат у светов и системи кои што веќе ја регулираат безбедноста и квалитетот на храната, доволно е само некои детали можеби да да се обрнува внимание, да се обрнува внимание и од кога ќе купиме производите да ги чуваме соодветно, бидејќи не секогаш е вина на производителот, некогаш и наша вина заради несоодветно чување. Меѓутоа дека треба да се има баланс во се, тоа е точно и ми беше драго на вистина што ти бев твој соговорник денес. Да, и мене, супер. И се надевам дека и следен пат ќе имаме прилика да се разговараме на оваа или слична тема или можеби со нова титула ако доеш. Да се надевам. Да зборуваме за некоја друга тема. Фала уште еднаш за поканата и тоест не за поканата, за присуството и што ја прифати поканата и фала ти на тебе. Ќе се дружиме ние понатаму ван ова. Благодарам и беше задоволство на вистина. Thanks.